Благодарам на сите што дојдовте, благодарност до Филозофскиот филмски фестивал, до Сдруженијето на филозофи на Република Македонија, до Катедрата за филозофија и до сите гости денес на проекцијата. Темата на филмот е збунувачка, во исто време ни е блиска, меѓутоа сакав да почнам со нешто што е всушност многу чудна коинциденција. Денес е 6 април, четврток. На 6 април, исто така четврток, пред точно 50 години, во 1967 година, се има случајно точно овој настан кој што беше адаптиран во филмот што го гледавме денес. Така што станува збор за вистински настан, со исклучок на крајот на филмот, бидејќи во филмот завршува со убиство и со самоубиство, додека во реалноста отсуствува само последниот, саботата отсуствува. Настаните се случуваат од понеделник 3 април до петок 5 април 1967 година во едно средно училиште во Америка. Станува збор за либерално средно училиште, кое што се наоѓа во градот Пало Алто, веројатно познато ви е на повеќето од вас. Значи, настанот не се случува во Германија, туку се случува, во близината на Универзитетот Стенфорд. Значи, Пало Алто е град кој што е познат по Универзитетот Стенфорд и е еден од градовите на Силиконската долина, која што, како што знаеме, е всушност еден од најголемите хабови на високата технологија денес и 1/3 од овие бизниси на IT, на најбогатите IT бизниси во светот се сместени во Пало Алто. Значи, станува збор за 60-тите години, тоа е време на Дженис Джоплин, на Дорс, на Рамонс, ги имаше во филмот преку различна иконографија, потоа е време на груви движење на антивиетнам во политичка смисла и се случува наставникот кој што во филмот го игра овој германски актер, во реалноста се вика Рон Џонс, добива таа година курс кој што се вика час за владење. И неговата работа е да ги помине системите на владење. Во април таа година, во 67-ма, добива задача да зборува за Холокаустот. Во петокот, пред да почне понеделникот, еден од учениците му поставува прашање како е возможно германците добиле 6 милиони евреи, а другите германци ништо да не преземале да го спречат тоа. И прашањето гласи, бидејќи сите настани од филмот се документирани во тоа што денеска го знаеме како експериментот од Пало Алто. Во стручната литература така се вика конкретниот настан врз кој што е адаптиран и базиран филмот. Значи, учениците му велат дека не може да разберат дека германци гледале концентрациони кампови, дека гледале возови кои што носат милиони луѓе, дека гледале чад како излегува од концентрационите кампови и не разбираат зошто не сториле ништо да спречат. Викендот, пред да почне понеделникот, Рон Џонс размислува што би можел да направи, дали да оди со субопарна лекција, меѓутоа тоа е време на селебрити култура. Рон Џонс е опишан во стручната литература како ужасно харизматичен професор, како човек, на едно место најдов извадок, како човек кој што може да продава клима уреди на Аљаска. Значи, некој кој што го сакаат студентите, масовно е омилен, точно како што е портретиран во филмот, и кој што исто дел од либералната култура на која што припагаат и самите ученици, студентите. Инаку станува збор за клас од 30 ученици, кои што припагале главно белци, припагале на добростоечки семејства, хипици, припадници, бубалици, фактички мешана група, точно така како што е покажана на почетокот на филмот. Во понеделникот, денеска тоа што го знаеме за експериментот од Пало Алто, го знаеме од есејот кој што го пишува самиот Рон Џонс, 5 години го објавува по настаните,
и се вика Take as Directed. Да речеме, постапи според упатството, би бил некаков македонски превод. Значи, буквално опишува дека ова се случува. Во понеделникот доаѓа и како во филмот, прво нешто што објаснува е дека луѓето имаат тенденција да бидат, да седат како што седат, да бидат недисциплинирани, меѓутоа вели, спортистите мора да работат многу напорно за да постигнат цели. Балетаните за да усовршат движења перфектни мора да работат многу напорно. Еден пристоен научник мора години да помине за да развие една основна идеја. Обидете се за почеток, и тоа било неговата прва работа, обидете се со базична дисциплина на телото, како што покажува. Значи, неговото првично барање било 30 секунди, никој од учениците да не испушти звук, да не се клацка во столче, само да седи. По 30 секунди побарал да застанат покрај зид и да повторат вежбата неколку пати. И за препастувачки, точно како и во филмот, по 30 секунди, неколку серии од 30 секунди, дисциплината во класот била толку зачудувачка за тие 6, што самиот Рон Џонс се збунил од собствениот мал експеримент. Тоа е време и на сите овие духовни движења кои што доаѓаат во Калифорнија, и одлучува дека е можеби добро следниот чекор да му биде да побара таа дисциплина, да не биде празна вредност, бидејќи ако не е употребена е безвредна, да се обидат таа дисциплина да ја вградат во нешто како чувство за заедница, значи да биде корисна за сите. Веднаш потоа, уште првиот ден успева да ги размести како што беше прикажано во филмот, со цел да се намалат разликите социјални во рамките на класот, да ги размести учениците кои што природно не се дружат меѓу себе. Станува збор за 14 и 15 годишни. Тоа што во Америка е 10 оделение, кај нас било прва година средно. Вториот ден прави 3 работи. Прво го именува движењето и го нарекува третиот бран. Насловот третиот бран го влече според идејата во Калифорнија дека во океанот третиот бран што ќе удри на плажата е најсилниот бран. Самиот му го дава насловот и бидејќи е тоа сурферска култура, голем дел од неговите ученици си на плажа, сурфаат на плажа, воведува знак точно таков каков што беше представен во самиот филм. Знак на бран. Идејата му доаѓа од малцинските заедници што живеат во Пало Алто, бидејќи сваќа дека, например, азијати, хиспано и други заедници, кога ќе се видат надвор од училиштето или на улица, се поздравуваат меѓу себе затоа што се дел од исти групи. И заклучува дека тоа би било едно врзивно ткиво помеѓу заедниците и бара од учениците, штом ќе излезат од класот, да го поздрават другиот член на движењето со истиот поздрав. Само тоа го воведува, вториот ден. И третиот ден, веќе е среда, 5 април, неговиот клас од 30 се зголемува на 43, затоа што ученици кои што слушаат дека се случува ново движење, кој што е третиот бран, сакаат да се приклучат, затоа воведува членски карти со знакот и секој од учениците го добива тој знак, но исто така воведува правило дека групите, секој добива задача, а главната задача на дел од групата е да внимава членови што не се дел од третиот бран, да не може да влезат во училницата каде што се членовите на третиот бран. Значи, автоматски воспоставува неприпадници кон групата. И воведува иницијација за новите членови, бидејќи интересот е огромен. Фасцинантното нешто е дека до четврток, до денес, пред точно 50 години, до денешниот ден, значи пред 50 години, групата од 30 се зголемува на 200 луѓе. 200 луѓе сакале да бидат дел од групата која што ќе се поздравува со специјален поздрав и надвор од училиштето и кој што ќе бидат нешто како посебна заедница. И повторно, значи, станува збор за крајно диверсифицирана средина, либерална, тоа се 60 во Америка, тоа не е било која средина, ниту е германска, затоа што германците имаат историја на Холокаустот и како што и самите зборуваа во филмот, нема да ни се повтори. Тоа што го запрепастува во средата на крајот од денот е дека учениците доаѓаат и пријавуваат други ученици кои што не ги почитуваат до крај правилата од бранот. Затоа во четвртокот развојот на настаните малку поинако во реалноста. Во четвртокот одлучува да одржи последно предавање во врска со движењето
и објаснува дека практично воведува концепт на гордост и вели дека луѓето кои што се дел од третиот брак не е доволно да бидат дисциплинирани, не е доволно да работат за заедницата, ниту е доволно да преземаат акции кои што ќе бидат за доброто на заедницата, туку е многу важно да се чувствуваат дека се најдобри на целиот свет. И дека работата на движењето е да регрутира други такви најдобри на целиот свет и да ги најдат тие најдобри кои што веруваат во себе дека се најдобри меѓу своите соученици, колеги, другите соседи и така натаму. И во тој момент веќе почнува да се зборува низ училиштето, се јавуваат рабини, се јавуваат родители вознемирени и така натаму, и заклучува дека ќе им соопшти на учениците дека се дел од големо национално движење. Повторувам, станува збор за време кога Виетнам е активен и кога ниту републиканската, ниту демократската партија во Америка немаат соодветни механизми да се снајдат со Виетнам, ниту со антивиетнамските движења, и најавува нова политичка партија, чиј што лидер вели во петок ќе се обрати во амфитеатар преку телевизија на сите средни училишта, бидејќи движењето е масовно и се тоа е време пред интернет, тоа се 60-ти, така што мислам информациите не доаѓаат како денес. Значи сите доаѓаат во петокот во амфитеатар и носат телевизор. Ова е оригинал, носи телевизор професорот, ова е професорот, ќе пуштам после да го видите, ова е неговиот телевизор, го носи, го вклучува, меѓутоа е празен, го остава. И по 5 минути сите чекаат да се обрати новиот лидер на новото движење, кој што ќе направи Америка подобра, каде што луѓето ќе бидат специјални, каде што ќе бидат горди на себе, каде што нема да бидат дел од глобализмот, од овие движења во кои што Америка го уништува светот, туку ќе се сконцентрираат на себе, на својата дисциплина. Америка ќе ја направат подобра повторно и наместо да го пушти телевизорот, застанува пред учениците и буквално во таа сцена што е постер на филмот, застанува и вели дека лидер не постои и дека биле дел од експеримент во кој што сватиле дека доброволно се согласуваат да бидат супериорни во однос на други. И според сведоштвата, бидејќи постојат два типа на првични информации во училишниот весник се печатени, постојат и такви текстови, ги имам и тие, ќе ви ги покажам после, ќе ви ги дадам после. Според информациите, дел од учениците и на крајот завршува петокот со тоа што пушта филм од митинг во Нирнберг за време на нацистичка Германија. Дел од учениците напуштаат амфитеатарот, почнува некој со плачење, дел од учениците го кршат телевизорот и инсистираат дека движењето треба да продолжи, бидејќи има петиција од 500 родители што се потпишани против неконвенционалните методи на Рон Џонс, добива отказ од работа веќе во понеделникот, не е затворен како што е во филмот, бидејќи нема убиство и самоубиство. И филмот е претворен во книга во 80-тите, постои во 81-та година и во Германија станува задолжителна лектира и од таму Денис Гензел ја презема идејата да го екранизира во оваа форма. Меѓутоа, значи тоа е историјата на реалниот настан на кој што се базира проблемот на автократијата. Проблемот што го отвара филмот е всушност дека припаѓа на една група на еден проблем кој што го нарекуваме проблем на социјална психологија, и тие експерименти на социјална психологија, овој се вика експериментот од Пало Алто, друг таков е затворскиот експеримент од Стенфорд, тој е од 1971 година, третиот е малку пред експериментот од Пало Алто, тој се вика Милграм експеримент од 1963. Во затворскиот експеримент од Стенфорд станува збор за 24 ученици кои што се добиваат задача пола од нив да бидат во роља на затвореници и пола да бидат во роља на чувари на затвор. Експериментот, повторно, што е за препастувачко со овој тип на експерименти од социјална психологија, е дека траат премногу кратко за да ни се чинат плаузибилни. Ни се чини дека е неверојатно до третиот ден движењето од 30 да се зголеми на 200, но фактички колку год да делува неплаузибилно во филмска смисла за нарација, во реалноста и двата експерименти завршуваат. Овој завршува за 5 дена, експериментот од Пало Алто, а Стенфорд, затворскиот експеримент од Стенфорд завршува 6-тиот ден е прекинат. Зошто? Заради тоа што половина од учениците што добиваат роља на чувари на затвор, инаку затворот е
да глуми затвор е искористен подрумот на една од училниците во Стенфорд, универзитетот, каде што се адаптирани во нешто налик на Кели. Значи, чуварите на затворот добиваат 4 прости задачи. Првата задача е затворениците да се чувствуваат здодевно, што е можно повеќе. Втората задача е да се чувствуваат уплашено, исто така што е можно повеќе. Третата задача е да се чувствуваат дека се дел од произволен систем. Значи дека системот никогаш не може да се знае дали ќе ги закачи со казна или со награда, без разлика што ќе направат. Казните и наградите се состојат од тоа дали смеам да отидам до тоалет и чуварот кој што е колега на затвореникот, бидејќи играат социјални роли, тоа не се вистински затвореници и вистински чувари, неговата задача е да каже, например, не може, или сега ти може, без било каква врска со акцијата што ја направил тој што го глуми затвореникот. До 6-тиот ден, садизмот на чуварите на затворот пораснал толку многу, драматично, и страдањето на тие што играле ролјата на затвореници почнало да станува толку ненормално големо, што експериментот е прекинат на барање на екстерни фактори, иако според информациите од Стенфорд затворскиот експеримент, од тој социјален експеримент, најголем дел од професорите на Стенфорд, кои што доаѓале да видат како тече експериментот, немале никаков проблем со фактот дека пола се претвараат во садисти, а пола се претвараат во луѓе со трауми, без никаква вина, само затоа што ги презеле ролите. Во Милграм експериментот, ова е само краток, од 63-та, станува збор за наставници кои што се замолени да нанесуваат електрошокови како дел од тоа што им се тврди дека е лекција за меморија и запомнење. Значи, нивната задача била на секое прашање да нанесуваат поголема волтажа на електрошокови. Од 50 наставници кои што учествувале во експериментот, од 60 наставници кои што учествувале во експериментот, од 40 наставници што учествувале во експериментот, 26 наставници го завршиле. Највисоката волтажа што ја нанеле била 450 волти. И сега во принцип тие што се од техничките факултети знаат дека човечкото тело може да издржи секаква волтажа ако не е на приземјено, како што птици стојат на електрична жица. Така, меѓутоа во принцип ако се приземјени луѓето може да си играат максимум до 120 волти, ако добро прочита во стручната литература, ќе ме поправат тие што разбираат, меѓутоа од прилика 25 волти не е проблем. Значи, ниту еден од 40 наставници не го поставил под прашање диктатот нанеси електрошок, затоа што некој го водел диктатот, односно го водел експериментот. И велеле, сега нанеси 220 волти, сега нанеси 320 волти. Пред 300 волти ниеден од 40 наставници не го поставил легитимитетот на експериментот, иако го гледале ученикот, кој што глуми дека срце умира и така натаму. 26 од 40 професори, значи 65% го завршиле експериментот, нанесувајќи ја највисоката можна волтажа, иако значи бил само експеримент за глумење. Овие социјални експерименти отворија едно незгодно прашање со кое што Денис Гензел се занимава и со претходниот свој филм, а тоа е прашањето дали човечката психологија е врзана со авторитарноста и на каков начин е врзана, со други зборови, дали луѓето доброволно се приклучуваат кон движења и дури со движења со кои што не се согласуваат, со кои што се далечни од нивната доктрина и нивното убедување, и исто така со движења кои што им нанесуваат физичка или психолошка болка. И постои обемна литература на оваа тема. Забележете дека во филмот ниту германскиот град е именуван, ниту било кој од учесниците има било каква идеологија во особена смисла. Да, зборуваат за отуѓеност, зборуваат за глобализација на моменти, меѓутоа идеологијата отсуствува. Тоа што е акцентот на психологијата, а самиот Денис Гензел во претходниот свој филм се занимава со портретирање на луѓе кои што учествувале во нацистичкото движење како пониски архитекти, не како овие големиве од типот на Химлер и другите, туку пониските инстанции. И
За разлика од овие нацистички монструми што ги портретира историјата, се покажува дека во некој случај станува збор за приклучување кон тоа што е бран. Сите се таму сакам да припаѓам и јас, и дека тоа е дел од некаква можна социјална инклинација на луѓе да припаѓаат кон движења. Прашањето е зошто, а наједноставниот одговор што го нуди социјалната психологија, а ќе го отвориме филозофските теми, тоа ќе отвориме дебатата, социјалната психологија вака вели дека најкраткиот пат до огромна моќ, најкраткиот можен пат е токму при членство во нешто вакво. И додека го гледавме филмот, се шегувавме со УМС и ги препознавме ликовите од нашето секојдневие кој би бил кој лик, меѓутоа суштината е дека фактички многу е лесно да создадете движење, начинот на кој што се трансформира групата покажува кои се чекорите за создавање на вакви движења. Прво, дисциплина. Второ, многу едноставна униформа. Што поедноставно, тоа подобро. Затоа што луѓе тешко се идентификуваат со компликувана порака. Потоа едноставна порака. Дисциплина, како беше, биди силен, биди дисциплиниран, биди активен, например, нешто прилично кратко. Исто така, веднаш се создава непријател. Ако забележавте, уште во првите сцени, првиот час, непријателот стана анархистите од долу. А подоцна стануваа сите што се изгонети од движењето или што не сакаат доброволно да се приклучат кон движењето. Тогаш тие стануваа непријателот. И автоматски имате горе-долу унифицирана група во неколку чекори која што прави тоа што харизматичниот лидер ќе нареди да се прави, дури и кога е спротивно на нивните собствени убедувања. И уште нешто, ако ги забележавте, најздодевните сцени во филмот веројатно беа првите две, едната која што беше на здравје, едната која што беше во училишната представа што се играше, каде што видовте дека не може да се согласат сценариото кој ќе ја игра која улога, а втората беше кога играа ватерполо, каде што исто така беа разбиени. И тогаш сите гледавме во мобилни да видиме да не сме испуштиле порака, бидејќи не носи ништо тоа. Сите се индивидуалци, разбираме, сите имаат свои копнежи, желби, проблеми и така натаму. Меѓутоа, кога стануваат унифицирана група, дури и за нас стануваат привлечни, затоа што на некаков начин одеднаш гледаме која е моќта на, бидејќи психолошката индивидуалност на секој еден од членовите на групата е различна од колективната психологија. Таму се создава нешто различно од тоа што внесува секој од нив поединачно. И само уште една работа, дека од Аристотел наваму, например, неколку се филозофски увиди што ни покажуваат што всушност се случува кога има автократија. Инаку разликата помеѓу автократија, така и го крстивме ова предавање со Ана и со филмскиот фестивал, не е тоталитаризам, туку автократија, не само заради тоа што така се вика во курсот во филмот на Гензел, туку и заради тоа што автократија во суштина би било тавтологија од типот направи го тоа, бидејќи јас ти давам команда да го направиш тоа. И се што може да добиеш или изгубиш е награда или казна. Значи тоа би било автократија. Тоталитаризам би било кога таа автократија е поклопена со некаква идеја за повисока цел, повисоко добро. Значи, во име направи го тоа, иако не се согласуваш со тоа, иако ти е одбивно, но направи го, затоа што јас ти велам, а јас ти велам за твое добро, затоа што е тоа добро за твојата држава, за твојата партија, за твојата нација и така натаму. Меѓутоа, во теоријата се вели дека идеална автократија практично и не постои, дека секогаш ултимативно автократот ќе се повика на повисоко добро, како што и многу брзо во филмот истото го прави и во реалност истото Рон Џонс го прави. Многу брзо се повикува на повисоко добро. Ќе ја направиме Америка голема повторно. Значи, една од идеите би била дека луѓето, значи 20 да речам генерални теории, може би 3, за кои што би можеле да отвориме дискусија ако сте заинтересирани. Едната е дека од Аристотел преку Дерида има многу литература на тема братство. Уште Аристотел првпат зборува за организации на луѓе, нели во својата политика, меѓутоа и генерално зборува за принцип на кохезија на групи. И зборува дека практично луѓето најчесто доброволно се приклучуваат кон групи, како што се фратернити клубови, Ivy League, иницијации, исто така колективни спортови често пати имаат ваков потенцијал. Луѓе да не се согласуваат воопшто со доктрината на групата, да им нанесува физичка или психичка болка, па сепак да инсистираат да бидат во неа.
Значи, тоа и едно од главните принципи за одржување на таков тип на заедница како ова би била веројатно суспендирање на тоа што би било политичко и правно, значи закони. Како што, ако се сеќавате, во една сцена, двајца професорот, значи, дозволува да препишуваат послабите од појаките, затоа што заедницата е битна, и тие викаат тоа не е согласно со правилата на студирање, така тоа е против законско, да речеме, или против правно, или против правилниците. И се вика дека тоа го суспендираат во тој момент, бидејќи правото доброто на заедницата е многу поважно од што доброто на секој индивидуалец. Значи, тоа што го прават овие предполитички братства, кои што се објаснети од Аристотел наваму, е фактички суспендирање на закон, политика, право, за да може да се формираат со внатрешна сила на кохезија. Втората теорија што можно го објаснува ова, би била една теорија што во психологијата ја нарекуваме теорија на когнитивна дисонанца. Когнитивна дисонанца. Значи, когнитивно, јас верувам, да речеме, дека мојот лидер не краде. Меѓутоа, во однесувањето јас гледам дека украл Мерцедес од $500,000, например. Тоа што луѓето имаат тенденција да го направат е да направат премостување на когнитивната дисонанца што им се појавува. Значи, моето уверување дека мојот лидер не краде, ќе се обидам да го премостам кога ќе дознам дека во бихевиористички во однесувањето тој всушност краде. И дека луѓето почесто ќе прибегнат кон когнитивна дисонанца, премостување на когнитивната дисонанца, одошто кон било кое друго решение. Нема да се обидат да го преиспитаат својот став дека ниту своето убедување, ниту пак ќе можат целосно да порекнат дека во реалноста се случува нешто од типот на чудно однесување. И третата теорија што може би го објаснува ова како социјална некоја имбедит потреба на луѓето да припаѓаат кон заедници, и прашањето дека всушност, и тоа е филозофско прашање, и тука филозофите би помогнале многу повеќе од, можеби, ние што се занимаваме со психоанализа, дека ние веруваме дека луѓето всушност бираат слобода кога можат да бираат. Дека луѓето прават избор на слобода. И во теорија, и во пракса, ова воопшто не е точно. Значи, луѓето во најголем процент одбираат туѓа идеја за тоа што е слобода, иако може да ја отфрлат во секој момент, никогаш не ја отфрлаат, туѓата идеја за концептот за слобода го прифаќаат како свој, иако може да се против него, иако може да им е гаден, иако може да не може да го поднесат, и дури потоа го рационализираат како да е нивен. И најчесто тоа го објаснуваме со глупи примери, бидејќи се тие наједноставни. Например, ако некој ви побара да голтнете жив црв, а вие ужасно се гадите од црви, може не, например, тогаш немате проблем да голтнете. Меѓутоа, луѓе, да речеме, некои се гадат. Ако некој ми каже дека е тоа дел од експериментите, учествуваме, гледаш дека сме биолози, важно е голтни да видиме како ќе изгледа тоа. Прво нешто што луѓето ќе рационализираат кога ќе го голтнат тој црв, затоа што имаат слобода да одбијат да голтнат, да кажат не голтам, нека голтне кој сака. Меѓутоа луѓето најчесто голтаат, како што сите ние голтаме. И кога ќе голтнат, првото нешто што ќе си го кажат себе си е следново. Значи, не сум ја кукавица, се нема на прата пречка, се откажаме, сите овие голтнаа пред мене. Зашо ја не би можел да голтнам, што е проблемот со мене? Вториот проблем, односно вториот начин на, како кажам, на рационализирање на изборот на неслобода, значи тугиот концепт на слобода, е кога ќе си кажеш вака, ова е жив црв, може да има протеини, и луѓе многу често тоа го викаат. Колку гладни и сигурно нахранили овие црви низ разни земји каде што нема доволно храна, го рационализираш повторно концептот на фактот дека правиш нешто што тотално не можеш да го поднесеш. И исто така може, например, да си кажеш нешто од типот, може да е предрасуда тоа дека живите црви се гадни, може да се баш напротив, прилично привлечни, може да имам предрасуди што однапред некој ми ги ставил во главата, воопшто не крадат, ниту лажат, сосема се пристојни, да разбијам ова предрасуда, ќе го голтнам и мислам дека ќе ми биде прекрасно и ќе го голтне. Или дури, можеби како да кажам, најпервезната логика кон која што интелектуалци најчесто прибегнуваат е логиката на следново. Мене ми рекле дека црвот е, да речеме, гаден, живиот особено е незгодно го джвакаш, меѓутоа, што ако во самата себе
и тоа е либертаријанската логика на избор, не е тоталитарна, никој не ми ја наметнува, не е автократска, туку е моја. Јас сум дел од либералната култура, јас го бирам, тоа е мојата вредност. Што ако го готнам црвот и неочекувано, добијам такво перверзно уживање, најпосакуваното чувство на преубаво што не сум ни знала дека постои, а тоа е дел од моето суштинско битие. И тогаш го голташ и чувствуваш дека рационализираш, дека чувствуваш дека уште повеќе се радуваш на фактот дека си направил избор кој што нема никаква врска со тоа што ти си го сакал. Тие се некои генерални теории за филмот и ја мислам дека го пречекори времето или тука сум со времето. И тоа би било од моја страна, можеме да почнеме дискусија, ви благодарам за вниманието. Супер предавање. Одлично покриени основите на социјална психологија. Патен Милграм беше повторен годинава и тоа реплициран релативно успешно и покрај тоа што е забрането Милграм и Станфорд да се повторуваат во оригинална форма ради етичките констрикции, заради тоа што знаеме дека сега мора да поминат многу етички протоколи кои што се посебно ригорозни, да речеме, во поново време. Меѓутоа, би додала дека социјалната психологија фино ја покри. Јас би се осврнала на социјална невронаука, можеби како едно дополнително алтернативно објаснување зошто луѓето прибегнуваат кон субмисија кон авторитет, да речеме. Со тоа што ствари би спомнала прво дека когнитивната дисонанца, тоест нелагодноста што се јавува кога сме соочени со две конфликтни ситуации, вродува когнитивни предрасуди или когнитивни бајаси кои што потоа може да направат проблеми. Всушност когнитивните предрасуди се тие кои што може да не направат склони кон слепо почитување на авторитети, а когнитивни предрасуди има многу, или когнитивни бајаси, како например jumping to conclusions, кога не сочекуваме да ги сретнеме сите докази пред да донесеме ние свој суд за самата ситуација. Или пак external attribution, когнитив бајас во кој што самата ситуација која што се случува не ја припишуваме делумно на нас, како ние да сме одговорни за неа, туку на екстерналните фактори. Или пак има повеќе, сега да не забегувам. Меѓутоа во рамки на когнитивна невронаука би рекла дека е многу битна емпатијата за болка која што имаат поединците. Всушност, социјалната психологија вели дека има некои кои што се резистентни на промени и друга група кои што се отворени за промени. Тие што се резистентни на промени, тоест што се поединците што се насочени кон тоа да ги зачуваат поредокот и да бидат спротиставени на промените во општеството, се тие кои што најчесто го наблюдуваат светот како страшно место, како perceiving the world as a dangerous place. Тоа е во основа флоскулата која што оди во социјална психологија. И тие во главном конститутивно се повеќе сензитивни на болка. И правени се многу експерименти во кои што и доколку се острасизам, доколку се изопштени од својата група, тие чувствуваат вистинска болка која што е дури еднаква на физичката болка на магнетна резонанца. Деловите од мозокот кои што се активираат се исти како кога човек би бил вистински физички повреден. Тоа е една од теориите зошто луѓето толку се спремни кон конформизам, да се усогласат со групата во која што се и да бидат лојални кон неа, а во целосно воопшто и кон авторитетот на самата група. Тоа е дел од невронауката, тоа е сосема мал дел. Мислам, има и многу други моменти кои што ги покрива социјална невронаука и неврополитика, посебно делот.
Се извинувам, значи фактички физички ги боли и тоа е Да, фактички што стојат до лидерот. Да, како физички да ги боли. Потоа исто има во однос на спротивната група, тоест група аутгруп членовите, дека спрема нив тие доколку има експерименти, сега да не забегувам, не знам дали го земам многу вниманието. Конкретно правени се експерименти во кои што е гледан шприц како влегува во рака, под скенер, се разбирам, и раката е обоена црно и бело, значи како припадник на бела раса, црна раса и виолетово како неутрален експеримент. Тоа е конкретно во Италија, правено во лабораторија во Рим. Како и да е, и установено е дека спрема членовите кои што се припадници на аутгруп, не се активира центарот кој што е одговорен за емпатија за болка. Мислам, има 3 нервни патишка за емпатија за болка, меѓутоа еден од нив кој што не е поврзан со когнитивно процесирање на болката, значи когнитив апрезал, тоа автоматскиот рефлексниот дел, тој не се активира. Да, воопшто не се активира за outgroup members, тоа е толку рефлексна реакција. Меѓутоа добро е што па од друга страна in-group и out-group лейбелирањето е арбитрарно, значи може да му речеш на некого сега ти си припадник на оваа група и тој автоматски ќе спрема тие што се од надворешната група ќе нема да чувствува емпатија, значи многу е важно човек да биде критичен кон тоа кон која група припаѓа, дека не треба слепо да се приврзува кон група. Се извинувам јас. Ова се прекрасни види, очигледно се научни, Да, ова е поврзано со докторските мои од областта на неврополитика, така се осетив повикана да одговорам. Иначе има многу делови и од морална психологија и за moral disengagement theory, кои што се исто врзани со слепото почитување на авторитет, меѓутоа нема да навлегувам повеќе. Пала, во секој случај фантастично ги покри сите основни постулати на социјална психологија во однос на слепо почитување, следење на авторитети, и затоа сум многу благодарна за повишување на свеста. Од мене огромна благодарност за овие увиди, бидејќи се за мене непознати, а придонесуваат да разбереме дека можеби еволуцијски како да сме создадени да припаѓаме и да не припаѓаме во исто време, не можам да разберам. Тоа може да бидат и многу опасни тврдења. Точно е, да не одиме таму. Да не испадне дека органски се луѓето предодредени, меѓутоа сепак физиолошки има некакви предиспозиции, конститутивно може да сме предодредени за некаква реакција. Фасцинантно, како и да не одиме таму, се согласувам. Да не одиме можеби во таа насока. Благодарност огромна, за мене барем се нови. Ке се обидам многу по-генерално да придам на целава тема. На прашањето зошто да не одиме таму, имам приметено дека тоа е некоја, не знам, генерална особина на човештвото да се дисасоцираме од останатиот животински свет и како ние сме специјални. Знаете, сите животни се предодредени на одредени однесувања, ама не, ние не сме. И на некој начин сите овие теми до сега што ги зборувавме се заклучоци за генерални човечки особини, се заклучоци за генерални човечки предиспозиции. Моето прашање е зошто, и тука има многу професори, има образовен систем, мислам, зошто упорно не обрнуваме толку внимание на биолошката природа, што ја имаме, и мислам дека тоа е најдобриот начин на кој што би можеле да ги надминеме сите овие работи. Доколку самите деца и основно и средно образование ги учиме малце повеќе за тоа кон што се предодредени, а да препишуваме многу помалце на нивните лични избори. Битни се, секако дека се битни, но треба да сватиме на што сме предодредени пред да надминеме. Мислам дека премалку се обрнува внимание. Мислам упорно тука изведовме научни експерименти, докажани работи дека сме предодредени и упорно ние го тврдиме спротивното на day-to-day basis. Ама јас лично тоа го одлучив. Ама тој лично е одговорен за неговите постапки, така не приоѓаме на основните биолошки навани.
Да, може би ова го допира, благодарам многу за коментарот. Може би го допира проблемот на детерминизам наспрема слободна волја, што е еден од суштинските филозофски проблеми. Просто е на крај до креационизам или наука. Веројатно е тоа опасноста заради која што не сакаме или одговора. Да, според мене да. Едниот од проблемите е тој да речеме проблем. Тоа исто филозофско прашање не е мој домен. Вториот е заради тоа што на почетокот спомнав дека луѓето во главном групите луѓето се делат на некои кои што се посклони да го перцепираат светот како заканувачко место и други кои што не се толку склони. И ако тврдиме, конкретно јас реков дека е малце опасно, затоа што едните се десно ориентирани во главном според неврополитика, и ако тоа го тврдиме дека десно ориентираните се органски насочени да реагираат така, тоа е веќе фашисти, може да се толкува како фашистичко тенденција, така да сум мощна предпазлива, заради тоа што е се уште во мощна млада наука е неврополитика и е едно 10 години стара и се уште се истражува. Значи, може би, те разбирам комплетно кој ти беше тебе контекстот генерално, дека имаме рефлексии, дека базично, на најбазично ниво сме склони да Да. А јас само сакам да дообјаснам зашо. Да. Да, окей, разбирам. За професорот. Јас ви благодарам. Да. Благодарам на изборот на филмот, на вашите воведни зборови. Отворивте една огромна лепеза на идеи. Јас би сакал да кажам две мои искуства. Во подготовка на првиот музеј, изградба на првиот музеј на Холокауст во Европа, овде во Скопје, бев на школување кај Майкл Беренбаум, тој што го правеше вториот светски во Вашингтон. Тој предаваше на Джорджтаун компаративна религија, историја и филозофија на религија. И таму поминав 5-6 месеци, тој ми објаснуваше и ме воведе во суштината, изворот на нацизмот. Значи, као евреин, кој што родителите, не знам, сите му загинале во тие 6 логори страшни, и она што остави порака кај мене, дека суштината е во образованието. Значи, од мали години, систем на вредности, систем на идеи, навики, тие во Германија, парадоксално, идеолозите на нацизмот се евреи. И тоа евреите што избега од болшевизмот, што исто е еврејски производ во Советскиот сојуз. Да, има теории такви, да. Тоа е првото нешто. Второ нешто, на магистерски студии во Калифорнија ми предаваше когнитивна терапија, еден од светските асови на вашиот занет психоанализа, Виктор Френкл. Да. Тој ликува со логотерапија, барање смисол во живот, а 4 години поминал во Аушвиц, кај што останал во живот само затоа што сакал да напише подобра книга од неговите виенски соседи Фройд и Адлер. Значи, но што рековте, когнитивна Дисонанца. Когнитивна. Дисонанца, пардон. Да. Тој одговара со неговата фактички филозофија на парадигма, парадигмологија, како се создава и како се менува парадигмата. Зашто ние сите, по нашиот развој, зависиме од 3 работи. Генетски код што носиме од нашите родители, средината, главно образованието, и она што е, според мене, а тоа што научи под овие двајца големи мислители, нашиот личен интегритет што се создава со лична иницијатива и самообразба. Благодарам. Благодарам многу за инспиративните коментари за врската со психоанализата, бидејќи многу се занимава со проблемот на Холокаустот, еден од воопшто на нацизмот, еден од главните прашања на психоанализата. До ден денес практично некоја агалма, некаков тип на мистерија која што
ја таргетираат голема благодарност за коментарите. Благодарам уште еднаш што му одговоривте на пријателот кој седи во истиот ред на неговото прашање во однос на тоа зашто не се посветува внимание, значи поише на она кој извира од биолошкото, тоа што го спомна. Значи системот на образование. Системот на образование е клучен, како што спомнавте, и она личното кое го зборите, личното кое се создава како трет фактор, за кое мој став е, ја не сум нешто посебно наобразуван, ама мој став е дека личното е создадено врз база на тој систем на образование, значи како го калиме ние тоа младо дрво. Така да овакво тој код е генериран, па ние имаме некоја предиспозиција да фатиме одреден умствен петерн или пат како би се развивала понатаму. Значи тоа е 40% environment, 40% генетска преодреденост и крајново, што ја го дефинирам као тие две струи би се оддесувале меѓу себе. Ако не се лажам. Се лажете. Се лажам? Фала. Само што да речем, Да. она што го спомнавте за Аристотел, имаме една фуснота или амандман, тој го позајмува од Питагора. Тој е првиот во западниот свет што прави заедница, тајно друштво и ги прави сите по свој урник. Да, се согласувам, благодарам. Питагора е фактички, колку што знам, гуру, затоа што има и цело движење, не е само математичар, ниту само Питагорината, тој има. Апропо, вашиот коментар, фактички коментарот за образованието како дел од, веројатно подобар филм на оваа тема беше Бела трака, White Ribbon на Ханеке, кој што е одличен филм за начинот на образование на германските деца 30-20, меѓутоа филмот е многу суптилен, ова е просто по-ударен, некако по-експресионистички, кажам, по-активистички. А тоа е едната причина, а втората е дека на една конференција која што организираше една група на професори по еврејски студии од Колумбија, исто имавме некоја задача да одбереме филм и ја реков Ханеке и они рекоа ама никако, а тоа се луѓе што се занимаваат со еврејски студии, не им се допаѓаше кај Ханеке, кој што мислам дека е гениален автор и филмот Белата трака е гениален филм, не им се допаѓаше фактот дека пресуптилно ги гази тие теми на начинот на воспитување на германските момчиња во 20-30. Имавте и вие коментар, се извинам. И затоа го одбрав овој филм, кој што може малку по-тинеџерски, ама може би по-експлицитни се пораките. Многу теоретска, морам да го употребам зборот што цело време ми се моташе низ глава, дека го гледа филмот, мислам дечливе беа прилично тврдокорни, нели? Така, како што има денес тврдокорни, значи припадници на група до јаја, што би се рекло. Освен филозофските аспекти, мене ме интересираше овдека и баш ми падна во очи возраста, нели, на децата, што не соодветствува со другите експерименти што ги спомнавте. Да. И тоа мислам дека не е случајно, затоа што па во теоријата за психосоцијален развој, оваа возраст е многу битна за градење на идентитетот. И мислам дека можевме да забележиме тука дека имаше специфичност во нивните семејства, што коинцидира со теоријата за психосоцијален развој, дека градењето на идентитетот зависи многу од типовите на семејства. Па вели таму каде што има семејства во кои има складни, не зборам само за традиционални семејства, било какви семејства во кои има складни односи, при тоа да се семејните граници доволно пропустливи да ги пуштаат членовите на семејството надвор, а доволно крути да ги држат внатре, односно да се чувствуваат безбедно да бидат внатре, се оние семејства каде што младите, мислам децата на таа возраст, пубертетли и адолесценти, прилично безбедно го градат идентитетот. Кога семејствата не се такви, тие всушност се соочуваат со криза на идентитетот и тогаш групата, заедништвото и влијанието на група на врсници всушност е
компензација за градење на идентитетот, односно помага за градење на идентитет. Така да во овој случај не е само, мислам, битно и како е битна автократијата, нели, и така натаму, него возраста, а преска спомнавте за другиот филм, децата од Германија, возраста и како битна, затоа што е поврзана со идентитетот, а заедништвото е компензација за идентитет. И тука не е само образованието, тука и семејствата многу битни од аспект на психологија, не као социјална категорија. Благодарам многу за коментарот. Ја само едно дополнување на вашето. Во 2006 е повторен истиот експеримент, овој експериментот од Пало Алто и со многу помлади ученици од мислам дека се 9 и 10 години и резултатот е идентичен. Ама тоа што мене ме запрепастува, не знам како реагира публиката, е дека е брзината, таа свифтност, како се кажат, акселерацијата е ненормална. Значи би очекувале дека ова може да се случува например во поголем, подолг период временски. Не можам да разберам дека во 5 дена и 6 во случајот на затворскиот експеримент се случува ваква радикализација. А апропо семејствата, во еден период работев на еден проект за траума со Интернационалниот психоаналитички институт во Берлин и Универзитет Сетие, директорката на Берлинската клиника, психијатриска клиника за адолесценти, беше дел од нашиот проект и бидејќи јас со Фройд работам и со Лакан најмногу и во еден момент на некоја вечера и викам, Анет, сега кажи како вие го применувате Фройд на психијатриска клиника во Берлин и она ме гледа тотално шокирана и ми вика никако нормално не употребливе целосно, затоа што кога ќе дојдат адолесценти, генерално се треба да се стабилизираат прво, значи не се за Фройд треба стабилен субјект кој што сака да се преиспитува и тоа трае 2-3 години и тоа е кога ќе излезат од клиника, ама 6 месеци од прилика се стабилизираат. Главно е медикаменти и медикализацијата ја победи психоанализата во таа смисла, меѓутоа коментарот е заради ова важен. Значи таа ми каже дека над 60%, сега да не грешам со процентивен, не бе баш добра денес, подобро да не одам таму, а инаку не сум. Огромен процент на пациентите кои што се во таа клиника за адолесценти во Берлин се бивши препадници на неонацистички братства. Значи во најголем број случаи се случува да се приклучат кон братството од причина што, како што убаво поентиравте, нешто не е во ред со средината или семејството или пошироката општествена средина, да речеме друштво, училиште и така натаму, но кризата на идентитет настапува кога ќе излезат од братството, бидејќи по братството нема ништо, односно има разни опции, ама ниедна не е доволно добра. Оти како што видовте тука кризата настана кога сакаа да се осигуруваат безбедносно едни со други. И тогаш и професорот свати дека преминал некаква црвена линија. Сакам да речам дека кога ќе останат без поддршка на братството, тогаш пак се враќаат назад во политичко, правно, во закони, почитување на норми и одеднаш тогаш доживаат крах на идентитетот, што значи дека претходното присуство во братството се им гарантира. Се што им бара е само изборот. Не си градиле сами, заедништвото го покрива. Да. Интересно беше дека само едното девојче што беше, кажем, како отпадник, што не се приклони, од имече во филмот, условно речено, здраво семејство. Да, и по разговорот со мајката се случи незиниот отпор, ама и се случи околу блузата. Читав интервјуа со режисерот и неговата теза е дека ја направил намерно не фигура на отпор целосен, туку фигура која што реагира прво на облеката, па дури потоа и се развива концептот на отпор. Дека неговата идеја, според оригиналниот есеј на Рон Джонс, е дека буквално немало ни една точка на отпор во текот на експериментот на Пало Алто. А се извинам едно прашање, како завршува повторениот експеримент на Милграм? Со истите резултати? На луѓе што? Да, тие се возрастни, да. Возрастни луѓе, исто како и кај Станфорд. Добро, тие се студенти кај Станфорд. Има уште со помали дечиња Blue Eyes, Brown Eyes, не знам дали сте чуле за тој експеримент, учителка во основно училиште во Америка ги дели децата спорема бојата на очите и повторно истите резултати, повторно за многу кусо време. И тоа е постар експеримент. Овој во Станфорд е 10 години после. Така, 71. Така некако.
Јас не ги знам точно процентите. Меѓутоа, дефинитивно е успешна репликација. Исто сакам да кажам дека ова беше и лекција по идеологија, односно можеме поправите идеологијата, нели е своевиден self-investment, односно себе вложување во не мора да биде нека идеја, односно најчесто идеја, окей, затоа се вика идеологија, меѓутоа моментот на self-investment, мислам дека е тоа што ги мобилизира луѓето, кога ги мобилизира, мислам дека тие не ја рационализираат идејата, туку само сакаат да припаѓаат на некое афективно ниво. И токму тие лесни пораки на припадност, со облека или со поздрави, мислам дека тоа не се рационализира, него тоа едноставно го решаваат они афективно и тоа е она gut feeling, која викаат, па она не го конфликтот не го рационализираат, него само викаат ке ти улетам. И тоа е тоа. Мислам, тоа е за мене идеологијата, кога има некое самовложување. Тоа беше само като коментар. Фала. Благодарам многу. Да, благодарам многу, супер беше тоа. Да, добро, не инспирираше филмот сите. И јас не би коментирала многу, ама сепак како инспирирана, една од инспирираните вечерва би кажала нешто. Прво мислам дека веројатно малку се поучуваме од историјата, а целата историја покажува и докажува дека освен стремежот за индивидуален идентитет кој што постои тенденција да се човекот идентификува преку различни типови на заедници, особено религиските и политичките и етничките, нели? И денес во време на глобализација, кога ги имаме сите алатки за да се постигне некоја таква, да се трансцендираат овие типови на идентитети, верски, етнички и политички, ние имаме точно време во кое што живееме, нели, кое е подложно на токму на такви типови на манипулативни идентитети, кои се во подем. Верскиот и исламски и христијански и секаков друг, политичкиот исто така на различни нивоа и цела Европа е обземена од движења на кои се поврзани со етничките идентитети, иако постои Европска унија, иако нели се залагаме за заеднички општи вредности и универзални и глобални, но де факто во Англија тоа се случува, во Шпанија тоа се случува, на Балканот цел и така натаму и така натаму. Да не зборувам за Советскиот сојуз. Мислам, го зедов за пример само европсково подрачје. Значи има нешто кое што е антрополошка константа и има од која што треба да извлечеме одредени поуки. Она што е интересно дека ние мислиме дека заедницата дава сила и навистина сите се чувствуваат во наводници слободно и посилно во заедницата, но од друга страна заедницата е најлесна за манипулација, најманипулативна. И тука сите стануваат жртви на тие манипулации и тоа го знаат лидерите, водачите, месиите и така натаму и манипулираат со тие групи и затоа се формираат и религиите и партиите и конечно и со етничките чувства така се манипулира. И како тука сега да се постави некоја граница на подносливо, дозволено за да опстане цивилизираниот однос, цивилизираниот систем на некои вредности, етички, хумани и така натаму, прашање е тоа веројатно на локално ниво треба да се прави и секој на индивидуално рамниште, но факт е дека живееме и сега во време и Македонија е жив пример за тоа како се манипулира токму со тие чувства најпримордијални, идентитетски, ама поврзани со некои колективни препознавања. Значи етничкиот, јазичниот, политичкиот и религискиот. Значи дека ја сега тотално сум неупатена во невронауката, меѓутоа овие во секој случај историјата покажува дека не сите сме подеднакво задоволни од индивидуалниот идентитет и дека
многу често празнините на ниво на индивидуа што ги имаме и во семејството, често пати ги компензираме на едно поопшто ниво на ниво на заедница. Јас само тука би укажала на една друга појава која се вклопува во оваа социјална психологија, тоа е колониите и филмот Колонија, ако сте го гледале. Јас сум го гледала овој филм Експеримент со Стенфорд. Колонија, тоа се овие религиски секти кај што се манипулира со луѓе, тоа се започнува со некоја убава голема идеја за братство, за заедница, за некаква слобода, за некаква ослободеност од каноните, стегите на општеството, од стереотипите, клишеата, а всушност кога ќе се влезе таму, се влегува во еден пекол. И тој филм покажува дека само една личност со помош на нејзиниот пријател кој од надвор се уфрла во заедницата, во колонијата, некако успеваат едва и да се спасат. Со децении никој не можел да излезе од тој затвор, да кажеме. Значи, мислам дека и ние имаме пример на многу сомнителни, неинтегрирани личности со самите себе си, интелектуално кревки или проблематични, со насилни предиспозиции. Јас имам еден цел есеј за насилственоста како општо човечка карактеристика, ама ние во Македонија сме сведоци дека таквите личности на некое ниво на свест се многу манипулативни и безобзирни, бескрупулозни и точно знаат како да манипулираат со заедниците, дали на тврдокорни, дали на партии членови и така натаму и така натаму. И мислам дека и науката треба да го тоа предочува, да не го криеме. Тука сум на страната на господинот кој што зборуваше. Дека се лесно подложени на манипулација од такви индивидуи, по-тешко ќе бидеме подложени на манипулација од такви индивидуи. Тоа им беше поента. Да, важно, значи интелектуално послаби многу често може да манипулираат цели народи и верници и така натаму, конфесии цели. Значи во секој случај заедници големи. Благодарам многу за коментар. Океј, значи супер излегување. Мисля да опадна многу тоа што го кажувавте. Би сакал само да се надоврзам. Мислам дека сите овие проблеми се срочени многу во книгата Моќта на убедувањето, се вика, Power of Persuasion на англиски, каде што се спомнува, например, и легендарниот култ на Джим Джонс, каде што цел град има самоубиено со цианид, Джонстаун и така натаму, и каде што се опишуваат клучните начини на кои различни маркетинг експерти, култ лидери, политичари и така натаму манипулираат со луѓето. И една од основните работи која беше спомната таму, беше тоа дека луѓето мислат дека не може да бидат манипулирани и колку повеќе верува дека не може, толку почесто се жртва на различни типови на манипулации, бидејќи секој мисли дека е имун на манипулации од било каков карактер, на различен начин. А всушност, колку повеќе луѓето се свесни дека се ранливи, подложни на манипулации, толку повеќе може да бидат свесни за начинот на кој може да бидат изманипулирани. Но од една страна би напоменал дека според мене образованието конкретно не може комплетно да го реши тој проблем на насилство, агресија и борба за доминација, првенствено земено дека статистички функционалните психопати, кои најчесто се многу интелигентни и така и се пресметани, одбират позиции на голема моќ. Мислам дека првите 5 беа лекари, бидејќи нели имаат контрола на животот и смртта, адвокати, политичари и слично, и се високо образовани, со прилично добро разбирање на различни морални вредности, како тоа функционира, но сепак нивниот порив за доминирање не е запрен од нивното знаење за тоа дека можеби тоа е осудено како морално погрешно или не во различни општества, зависно од консензусот за тоа што е морално погрешно и што не. И сума сумарум, тие архајски пориви на луѓето кои, ако веќе навлеземе во невробиологија, лимбичниот систем што го кажуваат секаде, или рептилскиот мозок и така натаму, амигдалата и слично, се попримитивни еволуционо од повисоките когнитивни функции, како неокортексот, например, што се задолжени за планирање и за повисоко логично размислување. И многу често, многу експериментите тоа го покажува дека луѓе кои се високо едуцирани
не се помалку жртва на собствените емоции, стравови или афектно однесување кога станува збор за нивните примитивни емоции и комплетно има физиолошко објаснување во кое нема потреба да навлегувам сега, затоа како тие функции знаат да превземат контрола над свесните функции кои би донеле до расудување за тоа што е правилно, што не. И концептот на слобода воља и детерминизам кој се уште дебатира нели од филозофите на ум денес, кој се од Чалмерс, Денет и така натаму. Се повеќе и повеќе научниот консензус, иако не сакам да тврдам дека науката епистемолошки не е валидната алатка за сознавање на вистината, али сега прагматски ќе ја земеме, научниот консензус покажува дека луѓето се комплетно детерминирани до степен каде што новите експерименти покажуваат манипулација на специфични реони од мозокот и промена на однесувањето на луѓето со невромускулни стимулатори, до степен каде што имаше некој експеримент, можеби девојчето повеќе знае за тој експеримент, некаде го видов, каде што мислам дека беше Вернике зоната, ама не ме фаќа за збор, кога се манипулира со невромускулни стимулатори, луѓето кога треба да донесат морални одлуки или беше во паренталниот лобус, некаде таму беше лоцирана зоната, кога се стимулирани, не може да одлучат што е морално и што не е за некои работи за кои веќе имате изградено морални вредности. Значи комплетно може да се манипулира со моралноста на луѓето на физичко и биолошко ниво. И иако ние сакаме да веруваме дека сме слободни, слободната воља е еволуционна супер алатка на делузија која имаме за да се сеќаме дека имаме контрола на нашата околина, што не е потребно за еволуционно да обстанеме. Единствено според мене решението лежи во невронауката и спознавањето на генетиката, генетските фактори кои влијаат на развојот на мозокот со околината и идење на тој план за решавање на тие проблеми. Фала многу. Многу благодарам, супер беше, браво за ова излагање, да, за детерминизам и многу комплексно, имав неколку идеи, можеби ќе ми текат. Право, би сакал да ве прашам, пошто ја како психоаналитичар, така на Фройд и Лакан, ме интересира вашето гледиште премногу сега во дискусијата на разумот, некои рационализација и бараме. Како гледате вие на врската помеѓу индивидуалната свесност и колективното несвесно, пошто Јунг во еден еси, мислам 34-та, еси за Вотан се вика? За Вотан. Вотан е нордиски бог на олујата, на немирот. Не знам, малце го има на интернет есиот и таму ка почнува многу интересно, вика, кога луталици, мислам, кога германците лутаа, вика, по улиците, работниците, поради социјалната состојба, економската. И наједнашка, вика, сите се застанаа во ред и тргнаа по Хитлер, да речам. И сега он гледа тој прекинувањето на линкот кај индивидуалната човечка психа, на неговата индивидуално свесно со колективното несвесно. Он овде како ја проблематизира, да речам, предтекстот на нацизмот. Како гледате вие, например, тој однос помеѓу колективното несвесно на една заедница и таа оттуѓеност, индивидуална празнина, што рече професорката, мислам, академик Пресконо, што бараме потреба да ја компензираме. Дали токму таа испразнетост е отсуството на наш тој линк што го кинеме со нашето колективно несвесно. Кога зборувам колективно несвесно, да речам, дури Јунг ги спомнува, например, германската книжевност, уметноста. Сега, например, ние Македонија гледаме, јас не сум во таа бранша, но ево како обичен да речем, како лаик во доменот на уметност, јас не препознавам ништо што во мене ќе некој културен книжевен продукт, сега да не генерализирам, да не бидам погрешно сватен, секоја генерализација подразбира исклучок, меѓутоа нешто што ќе искомуницира со тебе на едно ирационално, но не манипулативно ниво. Дали ме разбирате? Да. Ако може нешто ваше гледиште, значи тој линк ме интересира, колективно несвесно и индивидуалната подложност на... Иначе само ќе се надополнам во поглед на тоа, на границите на индивидуите што ги поставуваат кон подложноста на авторитарни идеи. Пред 10 години запознав еден човек што работи в политички кампањи, конкретно на Балканот, има работено и овде, не споменувам ни политички партии, ништо. Значи, ќе се шокирате кога ќе видите, кога со него ќе седете, кога со ѓавол да седете. Значи, ќе видите како новинари се купуваат за поклон за роден ден. Значи, сакам да кажам до каде иде на кои префинети трикови
паѓа еден, да речем, човек од 21. век. Ако може околу тоа. Благодарам многу за прашањата и за двете, бидејќи се комплексни. Ја ќе почнам од второто, кое што е делумно врзано и со претходниот коментар за пропагандата генерално, за начините на кои што работат. Значи, во 2010, бидејќи се спомна, во 2010 има еден документарец, се вика Torches of Freedom, како факели на слободата, е посветен на Бернайс, на Едвард Бернайс, внукот на Фройд, кој што е фактички син на сестрата на братот на Марта Бернайс, на сопругата на Фройд. Значи се најдиректно врзани, кој што емигрира во Америка во 20-тите години и по доаѓањето ја пишува книгата што се вика буквално пропаганди, тој е почетокот на пиар и некој кој ќе ми каже кога студира пиар, тоа е најужасното нешто, како што рековте, тоа е стварно монструозна дисциплина, денеска се рекламира како да е нешто и фактички тоа е дел пак од истиот пиар. Значи во тој документарец имаше во 2010 дека просечен американец е таргетиран дневно од 4000 реклами, ако не грешам, што суптилни, што директни, значи 4000 пораки дневно ти кажуваат дека нешто нечи со твојата коса, со твојот партнер, со твојата професија, со твојот град, со твојата и се ќе се среди ако купиш нов шампон, ако и практично тие не само што е мултимилионерска дејност, туку е механизмите од 20-тите и знаеме како Едвард Бернайс почнува да работи со кампањата за Палмал и како продолжува да работи за војните, за американската влада и како завршува целото тоа. Меѓутоа денешните димензии на така што во право беа сите што рекоа дека ни образованието не е само доволно, бидејќи толку сме кршливи, толку сме подложни на премали сме во однос на машинеријата што секојдневно од сите страни не напаѓа. Овие влади, предпоставам и нашава вклучително сигурно, се преполни со пари и лесно достапни им се разни пропагандни механизми. Коментарот за жал, коментарот за колективното несвесно, јас како невронауките нема да одам таму, бидејќи него работам Јунг, фактички во психоанализата има две струи. Едната е таа што нарекуваме структурна психоанализа и другата е оваа што е по-метафизичка, да ја кажам. Ја јако многу го сакам Јунг и го читам, не го работам научно, затоа што од истите причини ми е страв да отидам некаде каде што веќе не можам да гарантирам дали сме во право. Струјата која што работам е Фройд и Лакан и најновата е Љубљанскава школа на психоанализата, таа е паралелна струја со оваа на Јунг, која што исто така и помокна, јунговската практично помокна во светски размери, но оваа со која што, да речам, ја работам, таа воопшто не верува дека постои такво нешто како центар на, за жал се извинам да сите што се и религиозни и фактички ние веруваме дека ако човек погледне длабоко во себе, тоа што ќе види таму е ништо. Може би да речеме поблиски до некоја форма на будизам, ама не е ни тоа. Туку една анекдота, значи кога Фройд, бидејќи Фройд ретко патувал, немал ни многу пари, он е баш сиромашен, овој Едвард Бернайс го уништува и просто имиджот за Фройд е погрешен. Работел ретко одел на одмор, еднаш има отидено во Словенија, неколку пати во Италија, во Словенија зборувавме на оди во посета на таму е оваа постојанска јама, има една што се вика Шкоцијанска јама и таа е многу длабока за разлика од постојанска која што е долга. И како што се симнува во постојанска јама, евентуално налетува на ужасно длабока, не знам колку метри е, проверете на интернет, длабока е. И налетува на градоначалникот тогашниот на Виена, кој што е еден радикален десничар, идиот, ксенофоб, антисемит, Фройд е евреј, нели? И тој се вика Карл Лугер, а Лугер на германски значи лага, и практично тогаш почнува во Николци теоријата, основната, базичната на Фройд, дека кога човек ќе погледне длабоко во своето несвесно, бидејќи несвесното, концептот за несвесно веќе му е прилично елаборирано, дека тоа што ќе го најде таму е лага. Со други зборови, се што ќе кажам дека позитивно сум, не знам, жена, жива, така индоевропски јазици, прва живост, нежност, жива, не знам, жена, па не знам, белес, па после идентификација по професија и сите тие, сето тоа е погрешно. Тоа би рекла психоанализата. Значи сите тие идентификации практично се лажни. Дека тоа од што е составено човечкото битие во суштина
е лага. И тоа може би е најблиско до вашиот коментар и до бројни коментари кои што се провлекува дека може би нешто од детерминизмот е точно, дека од оваа празнина, овој амбис, затоа што парадоксално мора да има некаква барем еволуцијска смисла. Ама ако отидеме таму, ќе отидеме кај Јунг. И затоа запираме тука, ама само еден коментар краток во врска со темава. Значи, во теорија велиме дека тоталитаризмот, авторитаризмот и либералната идеја, која ќе кажам, јас позитивно го бирам ова, дека парадоксално се всушност многу блиски на некој чуден начин, повторно може би заради тој амбис што е за тоа што ултимативно ни еден од трите правци не може да одговори на фундаменталното прашање зошто, или не знам, ова филозофско ултимативно прашање. Некако како да зјае некоја празнина за сите тие. Може би, ама ова е прекомплексно и веројатно ќе заврши на погрешната страна, затоа со Јунг не се занимавам, меѓутоа ви благодарам за прашањето, бидејќи е многу комплексно, тоа би требало некој специјалист за Јунг да го одговори, е може би па решението за нашите дилеми. Благодарам. Добра вечер. Јас сум професор и на КУП ме интересира другиот аспект вечерва. До пола на филмот бев многу среќна, мислејќи од понеделник да применам се, немав чуено за експерименти и дека тоа е можно и нели. И плюс некако помислив и дека сум автократ, нели, во училницата, сносејќи одговорноста за тоа. И потоа почнав да се прашувам што ќе се случи на крајот или што треба да се случи за професорот да престане. Бидејќи мене ми е неверојатен крајот, дека после 5 дена ќе се свести и ќе се откаже. Кој е вашето мислење? Нели, што ги побудува луѓето, следачите да следат водачите или манипулаторите да бидат тоа и што друго треба да се случи освен некоја ваква трагедија за да престана, дали нов лидер или нели, што се случува во нив на овој што води? Благодарам. Благодарам на прашањето многу. Веројатно на тоа се обидуваме да одговориме цела вечер. Само едно искуство, бидејќи во истата професија сме, јас предавам методика на наставата по книжевност, тоа значи дека тренирам студенти да станат професори. И ми се случи минатата година во 2016 случајно налетав на ова, бидејќи не бев свесна. Филмот го имав гледано пред години, меѓутоа не бев свесна. Значи, имаме лекција за читање и постојат неколку типа на читање. Курзорно, штафетно, групно, индивидуално. И ги пробуваме сите за да видиме кој функционира во училница. И одеднаш викаме, ајде да пробаме групно читање, значи тотално банален пример. И го бираме Денови од Кочо Рацин, исто повторно по избор на класично дело. А работата е дека сите треба во ист такт и ритам да го прочитаме. Ја поголема језа во животот немам почувствувано после тие неколку минути. Пробајте да го рекреирате експериментот во училница, ама после тоа не сакав да одам таму и оваа генерација мислам дека немавме групно читање, имавме курзорно, штафетно и сите. Ова го избегнав затоа што ме фати језа од фактот дека денови или се денови, кога го изговараат 40 луѓе во училница, звучи токму вака како што звучеше вториот или третиот ден во експериментот од Пало Алто. Страшно е каква е силата на повеќе тела кои што ќе одлучат заеднички да направат нешто, макар да рецитираат поезија. Перформанс. Да. Велес пред 20 на години, кога имаше рецитал на песна од Рацин, за Рацин беше толку моќно, толку се идентификувавме сите со Ужас, да, што на социјално некој ниво и психолошко, што беше тоа, мислам, многу силно, наистина, го памтам до денес. Да. Да. А инаку прашањето одлично, само што немаме одговор, мислам, или јас го немам. Ви благодарам многу. Да. Благодарам на организаторите и благодарам за прекрасните коментари.